Добре дојде во студио за моите гости Петар Арсовски и Владимир Божиновски, политички аналитичари. Денеска се најавуваат протести пред Уставниот суд. Ќе присуствувате ли на протестите, господин Божиновски? Не. Не? Не. Зошто? Не ја гледате ли причината зошто не, се затоа што протестира? има два протести денеска. Ќе одите на контрапротестите кај Стефче Акимовски, можеме? Не, видите, кога реков дека не одам на протести, нели и контрапротестот Ниту е протест. Добро. Сметам дека одлуките на Уставниот суд треба да се почитуваат. Ја во минатото, например, и на мене лично имаше многу одлуки кои што воопшто не ми се допадна и кои што сметав дека и се уште сметам дека се многу исклучително штетни за Македонија, како например она што се укина мерката со трето дете, со четврто дете, ако ви текнува мислам дека пред 5-6 години беше, па не излегов да протестирам. Така да Сметате дека Уставниот суд е една света институција, веројатно како црквата што била во средниот век, па мора да се почитува. Инаку ќе нам дојде инквизицијата. Значи, ние може да се согласуваме или да не се согласуваме со одлуките на Уставниот суд. Но мора да ги почитуваме. Така е. Зошто? Заради тоа што Уставниот Добар суд не е ли добар граѓанин, Предвиден- непослушан граѓанин кон институциите, граѓанин кој ги бара своите права. Граѓаните секогаш треба да ги бараат своите права. Граѓаните може да не се согласуваат со одредени одлуки на секоја Но институција. треба да молчат. Не, но треба да ги почитуваат. Треба да ги почитуваат, особено Уставниот суд. Значи, ако мене не ми се допаѓаше таа одлука која што ја споменав сега, што требаше да одам да повикувам да се каменуваат судиите пред 5-6 години? Ако е така, тогаш зашто ни Уставен суд? Дај да оставиме све на судот на некој што ќе му текне. Да, добро. Велите дека треба да се клекне на колена пред секоја институција. Не, велам дека треба да се почитува Уставниот Тоа е суд. еднакво на клекнување на колена. Не би се согласил. Ако е така, тогаш за да не клекнуваме на колена, ние треба да одиме на секоја одлука што не се допаѓа да запалиме институцијата, ако сме дека тоа е. Тоа не значи тоа е дека подобро. треба да палите институции, но ајде ова е дебата, тука е и Петар Арсовски се разбира. Јас ќе одам на протестите, ова со Добро. бдење, малку ми е проблем, сам дека ќе најдам некоја кебапчилница таму да бдеам. Јас мислам дека малку е незгодно и времето за оваа иницијатива. Не мислам дека институциите се октроирани од Господ и мислам дека граѓаните треба да имаат и тоа како контрола на сите институции, затоа што ние покажавме дека институциите оставени сами на себе некако забрегуваат, ги немаат оние вградени checks and balances кои системот треба да ги има и мислам дека тука граѓаните треба да ја повратат малку својата сувереност. Такви граѓански протести мислам дека се прашање на општо политичко воспитание. Мислам дека таму треба да се обележи некаква граѓанска територија, но впрочем мислам дека и целата иницијатива нема оди во полза ниту на владачката партија, ниту на Уставниот суд. Овој опортун момент за вклучување на изборните измени во можноста председател да ги аболира и да ги амнестира, де факто може да донесат една порака на признавање на вина. Бидејќи вие нема што да се штитите ако не сте биле виновни за тоа што сте обвинети, така што мислам дека тоа ќе биде една плејада во која нема да има чисти победници. Прашање сега колку граѓански сектор има сам по себе капацитет без политичките партии да направи една суштински граѓанска иницијатива. До сега се покажа дека се клучни. Така е. Мислам, клучна е опозицијската партија. Така е. За мобилизирање на граѓанството. И сега во овој момент интересите на граѓанскиот сектор и интересите на дел од граѓанскиот сектор кој е критички настроен, интересите на главната опозицијска партија се поистоветени. Но што правиме ако утре се разединат? Јас мислам дека засилувањето на граѓанскиот сектор е најдобра заштита од влијанието на било која политичка партија, не само оваа што е во моментот на власт. И мислам дека тука малку доцнеме, бидејќи сме во една специфична ситуација. Добро. Што мислите за контрапротестот на Стефче Акимовски, претходно го споменав? Секој има право на протест, секој има право на контрапротест. Само да се разбереме, протестот не е овој протестот или првиот протест не е организиран од граѓанското општество, туку е октруиран од СДСМ. Како и кај нас, за жал, граѓанското општество, цивилното општество е веќе сведено на алатка, инструмент на политичките партии. Мислам, тоа повеќе пати сум го кажал, останам на тоа и сега. Како што има право СДСМ преку граѓанските, така наречени НГО и активисти да протестираат, така има право да протестира и другата страна. Нека протестираат и едниот и другиот. Иако мислам дека во моментов со цела оваа фама околу протестов работава е село гори баба се чешла,
Односно, ние имаме една маса на луѓе доле на јужната граница која што ја пробија вчера оградата и повторно главна вест беше ова. Мислам дека треба приоритетите малку да се и на политичките партии и на граѓанскиот сектор, мислам дека треба малку да се сменат приоритетите. Прво е заштитата на државата, а после има време за све останато. Не мислите дека се штити државата со овој протест? Имате ли објаснување тогаш зошто уставните суди се согласија да дебатираат, воопшто да дебатираат, да го отворат прашањето за аболирање и амнестирање на изборни измами? Уставните суди, значи, има многу иницијативи кои што решиле да ги дебатираат и да донесат одредени одлуки. Ако е така, да се запрашуваме зошто уставните суди решија да дебатираат кога го кина законот за трето и за четврто дете, кој што е од суштинско значење за опстанокот на Македонија и на македонците. Зашто? Тоа не е противдржавно. Не само што е противдржавно, според мене таа одлука, туку таа одлука е на некој начин еден вовед во уништување на ткивото на македонската нација. И што требаше тогаш да направиме? Јас и оние кои што се поистоветуваат со моите гледишта. Да отидеме и да повикуваме на палење на институција, на каменување на институција. Постојано велите да повикуваме на палење на каменување на институциите. Имате, слушате такви повици кои никој не ги слуша? Имаше во медиумите повици и за каменување на Уставниот суд. Во кои медиуми? Можам да проверам. Значи, сега во моментов не знаете. Се разбира. Можам да проверам. Околу третото и четвртото дете како ги перципирате жените? Како машини за раѓање на дете, за опстанок на државата, господин Арсовски? Значи, владата има право на проактивни политики во смисла на наталитет. Тоа не го спорам. Јас, например, мислам дека ако не ни се допаѓа и таа одлука на Уставниот суд, имаме право да протестираме и против таа. Например, ако тебе не ти се допаѓала, јас, например, застапувам таа теза, дека треба да се бориме за она во кое веруваме дека е така, без оглед на тоа која е институција, тој авторитет немам нешто да се потресува. Проблемот е кога владата наметнува политики кои не се задолжителни. Например, владата може да поведе стимул за трето и четврто дете, но не смее да прави политика со забрана за пушење. Се додека пушењето е легално, се додека абортусот е легален, владата е една од страните во плуралната демократија. И не може тоа да го наметнува како единствено решение. Тој авторитарен рекурс владата го прави подолго време, јас со тој не се согласувам, мислам дека за тоа треба да се бориме и така натаму. И не знам дали во оваа смисла тоа е секако е навреда некаква за жените, особено забраната за абортус. Тоа лично го мислам. Што се однесува до вторава. Добро, нема забрана, нема. Но кампањата, но владината кампања наликува на вистина на... Нема легална забрана, но има стигматизација. Има институционални пречки. Има еден пасивно-агресивен став кон тоа прашање. Јас прифаќам дека владата можеби со својата статистика смета дека наталитетот на македонците мора да се зголеми. Ама тоа не бива на сила. Што се однесува до вторава теза на Влаче, со таа се согласувам дека ние малку овие големиве процеси ни промакнуваат затоа што сме фокусирани во нашата политичка криза. Инаку таа криза не е политичка, туку е системска. Целосна, не е само криза на политиката, туку е криза на институции, криза на етика и морал, криза на клиентелизам, криза на државен апарат и така. Многу е системска кризата во Македонија, за тоа како би се разрешиле може да разговараме дополнително, но ова мигрантите и мигрантската криза е еден процес кој нема да ја заобиколи Македонија. Во моментот браната на Балканската рута е поставена на границата помеѓу Идомени и Вино-Југ, односно тие два кампа. Таа ако се пробие Македонија ќе биде шкртната од мапата веднаш. Веднаш границата каскадно ќе се помести помеѓу Македонија и Србија. И ние мора да покажеме капацитет да ја хендламе таа криза, но на хуман начин. Не е решение за кризата ние да ги товариме како крдо во вагон и да ги депортираме. Мора да направиме малку посериозни услови таму. И тука исто претпоставам нема да се согласиме. Јас мислам дека кризата со мигрантите за Македонија е можност, а не закана.
Мислам дека тоа е момент Македонија да се покаже како сериозен партнер кај меѓународната заедница, особено Европската унија, да понуди некакво решение кое имаме капацитет да го спроведеме и за Лозар да добие економска помош, подобра политичка позиција и посериозно партнерство со Европската унија. Добро. Само што нема да го добиеме, бидејќи тоа никош не го добиваме. Тука е најголемиот проблем. Се останува наветување. Но добро, тоа е веќе друга тема. Ето, да, околу политичката криза, кои се вашите проценки? Дали ќе одговара некој од високите функционери на власта, доколку се докажат изборни измами? Доколку се докаже одредени наводи, значи треба да одговара секој. Без разлика дали е тоа функционер на власт, функционер на опозиција, воопшто не е некој функционер. Доколку некој направил нешто што е погрешно со законот, треба да одговара и мора да одговара и да добие судски епилог. А не да ќе амнестира председателот. Зашто мислите дека председателот Иванов ќе ги амнестира или ќе амнестира било кого? Мислите не? Зашто вие мислите дека да? Не ве прашувам. Значи јас сметам дека досегашните потези на Иванов покажуваат дека е во функција на власта. Значи, дека ја следи политиката на власта, односно на ДПМН. Ако председателот Иванов не контрира на секоја одлука на власта, не значи тоа дека слепо ја следи власта. Ние сме свесни дека, особено сега, бидејќи ја споменавте мигрантската криза, председателот Иванов се постави како еден врвен авторитет во однос на решавање не само во Македонија, односно во македонски рамки, туку и во регионални рамки. Кој беше демонтиран дека тоа не може никој да му го одземе. Кој беше демантиран од сите институции, вклучувајќи Европската унија, Европската комисија, Германското министерство за надворешни. Значи, Германското министерство за надворешни, Европската комисија не се врвни авторитети, не погрешиви авторитети. Не погрешив авторитет е председателот Иванов? Не, председателот Иванов само кажа, ние немаме добиено пари. Го демантира и му кажа дека на сметката има пари. Не, него. После имаш уште еден демант, дека нема. Еве вие, на пример, јас ги повикувам македонските новинари да проверат во институциите, како вистинско истражувачко новинарство, дали на вистина има пари или нема пари. Затоа што тоа од пиар аспект и од аспект на политички маркетинг, ако сакате, тоа беше еден тотално невешт обид да се заскрие фактот кој што Иванов го кажа јавно и кој што го кажа во најтиражниот германски медиум. Затоа и беа тие реакции, а ние имавме другиот ден и покрајнски избори во Германија, така да може и тоа да го поврземе. Но може секој медиум да провери дали навистина на сметката на Република Македонија се легнати пари во однос на безбедносниот аспект на мигрантската криза. Ако е така, не е тешко. Дали Европската унија да се провери, господин. Дали Европската унија префрлила пари или не? Ниту еден документ оваа влада нема дадено. Сетете се само на владините реклами. Со години бараа новинарите да добијат некаков документ. Кој е приливот на владини реклами? Добро. Мислам, сеќавате ли на? Значи, само еден од примерите. Транспарентноста на секоја влада е од исклучително значење. Доколку тоа владата не го обезбедува, новинарите и јавноста треба да го бараат. Ако тоа повторно не се случува, тогаш си има нели правни механизми кои што може да потврдат. Ја ви велам за овој случај. Мислам дека секој може да ги добие тие информации, да се разбереме во однос на председателот Иванов. Значи, све она што го кажа, ниту еден не успеа да го замаскира. Не беше тоа обид за да се побие, туку да се замаскира фактот кој што председателот Иванов го кажа. Да се разбере. Добро, ајде. Значи, се има тука неколку работи, почнувајќи од транспарентноста на владата, до трошењето пари, до позицијата на председателот Иванов, до мигрантската криза. Сега не знам во која лепеца. Прво што се однесува до транспарентноста на владата, има Ману една апликација во која мери моменталниот долг. Јавен долг на таа лансирана. Претпоставувам дека таму се работи за некаква математичка апроксимација, од прилика се движи со 3 евра во секунда. Значи, додека зборуваме ние, додека трае оваа емисија, Кој знае колку евра се потроши. Па неколку илјади евра ќе бидеме позадолжени. Дневната камата според пресметките на Ману, камата е над 300 и нешто илјади евра, која плаќа Македонија за тоа што сме задолжени во моментот. Тоа значи дека секој ден ние плаќаме само по основ на задолженоста камата од 300.000 евра без да вратиме ниту една главница. Од таа перспектива, колку сме задолжени, колку пари трошиме на непродуктивни трошоци,
Мислам дека не е многу сериозно, јас не се согласувам со тоа дека ние треба да гледаме на нашата помош кон Европската унија и кон целиот проблем на мигрантската криза само низ призма на пари. Таа позиција не ми се допаѓаше ни Турција кога ја изнесе, дека тя условно речено тя рекетира Европската унија за помош со мигрантската криза. Не ми се допаѓа ни кај нас. Ние имаме некаква обврска како суверена земја во меѓународното право, хуманитарна катастрофа, мора да помогнеш без оглед на пари или не. Што значи тоа? Ако не ни одобри Европската унија пари, дека ќе ги оставиме тие без лед, без вода, без Нема, кризата се прелева, Пеџа, кризата се прелева од Европската унија. Значи треба Европската унија нешто да направи. Ама ние у последниве 2 месеца откако трае мигрантската криза сме задолжени нови 70 милиони евра. 70 милиони евра сме се задолжени само во овој период нов. Мислам, кои се тие пари за 10.000, 15.000 луѓе да им обезбедиш некакви хумани услови? Не е поентата во парите. Поентата е дека ние играме еден пасивно-агресивен став со Европската унија. Вие треба да направите нешто за ние да си ги подмириме сопствените обврски. Не, него ние си ги ние ги подмируваме сопствените обврски, а и добар дел од вашите, и вие навистина треба нешто да ни помогнете. Јас се согласувам и со Турција за тоа што Европската унија не направи ништо 4 години додека во Турција се прелеваат милиони и милиони мигранти. Дури кога трнаа по патот на кај Европа, тогаш им текна дека ваму имаме проблем. Малку е различно, во Турција има неколку милиони мигранти, кај нас има 10.000. Океј, односот е тој. Не ми се допаѓа мене односот на Турција, ја ти кажувам. Ја не мислам дека треба да се рекетира Европската унија за да ние си ги исполниме врските кон мигрантите. Мислам дека ние мора да покажеме зрелост, особено што цело време ни се тврди дека пари има колку сакаш. Дека цвета економијата, дека може да се потрошат пари. Ако можеме да трошиме пари ако можеме да трошиме пари на панорамско проблем да им помогнеме на мигрантите. Само извини. И во таа смисла мислам дека позицијата на Иванов ја демантира од тој аспект. Не дека Европската унија бега од тоа дека треба на овие земји да им се даде помош. Најмногу логистичка, најмногу процесинг на мигрантите, најмногу во некаква процедурална смисла. Ниту пак бега од финансиската обврска. Но таа пасивна агресивност не ми се допаѓа затоа што не праќа зрела порака за состојбата на политичката ситуација во Македонија. Тоа е прво. А второ, мислам дека Иванов, ако збориме дека првите две главни вести се мигрантите и иницијативата пред Уставен суд, не може за едното да биде толку гласен, дури да направи напор во Германија да прати таква силна порака, а за второто громогласно да молчи. Сепак е тоа некаква ингеренција која треба него да му припадне. Он барем треба да има политичка позиција по тоа дали ќе ја користи или нема да ја користи. Дали тој лично како политички чинител смета дека таа иницијатива да се внесат изборните измени во основите кои може да ги амнестира или не, смета дека е добра или не е. И така натаму. Значи, знаеш како, не може за едно да се правиме луди, а за другото да бидеме громогласни. Мислам дека тоа не е добра позиција и дека не му врши работа ни него. Во однос на мигрантската криза само, извинете, во однос на мигрантската криза, не може Европа да очекува дека Македонија ќе ги решава проблемите, а Европа да се тргне на страна. Не може од една страна, ја не велам дека ние све перфектно сме направили. Не може од една страна Меркел да повикува да ги повикува бегалците да дојдат, да оставете ги вратите отворени. Од друга страна, значи ова во Германија случај, од друга страна Австрија да вели сопрете ги бегалците, да има тотално разногласие, да не може никаков договор и консензус во ЕУ да се постигне и све тоа да се свали на грбот на Македонија. Затоа што ако ние ги пуштиме мигрантите, бегалците, значи и тоа е многу битно, начинот на кој што тие луѓе се представуваат. Како на кого му одговара? Еднашка се мигранти, еднашка се бегалци, еднашка се азиланти. Тоа се економски мигранти. Не се бегалци затоа што таму нема во моментот вооружени. Немаме став. Ако тие влезат во Македонија, тогаш ќе заглават горе на Табановци, ќе останат во Македонија. И Македонија, да се подсетиме 99-та година, ни беше ветувани брда и долине. Ајде околу... Добивме нешто? Океј. Не е точно. Не се согласувам. Добро. Значи, прво, 360.000 бегалци. Него спорам јас фактот дека Европската унија очекува од нас да понесеме посериозен дел од товарот и дека има разногласие по прашање тоа како да се спроведе како да се најсериозен случај, тоа е проблемот. Се согласувам. Не е тоа спорно. Спорно е дека ние не можеме тоа да се налепиме со еден рекетарски однос.
Значи, до сега, Македонија беше една од земјите кои подобро ги хендлаше мигрантите. Со најдобри услови, подобро него Грција, најмногу затоа што бројот на мигрантите беше кај нас многу помал. Не знам што одеднаш ни текна дека ние сега ќе се конфронтираме со Европска унија во најпроблематичниот Добро, потребни се пари. Очигледно на власта. Секогаш Македонија добивала политички напредок по прашање на Европската унија кога биле најголемите кризи. Охридски рамковен договор, договор за стабилизација и асоциација, земја кандидат за полноправно членство. Секогаш кога сме биле потребни на меѓународната заедница, тогаш сме ги добивале најголемите политички помаци. И ние сега имаме една можност каде е фокусирано вниманието и на Европската унија и на Соединетите американски држави. На Европската унија од една причина, на Соединетите американски држави од друга причина, на нас. Кој ќе не заборават, нема напредок. Ајде околу, се извинувам, но околу изборните... Тој напредок е обично блокиран. Добро. Да, ајде околу изборните измами, мислам дека доволно ебатиравме за бегалците. Верувате ли дека некој ќе од функционерите дека ќе одговара доколку се докажат овие изборни измами? За жал, мислам дека институционалната завршница на овие случаи ќе зависи од исходот на изборите. Наместо да не зависи. Мислам дека се уште немаме доволно институционална сила да ги процесираме независно од исходот на изборите. Ако исходот на изборите биде таков да дозволи процесирање на тие, мислам дека ќе има некаква институционална завршница. Ако изборниот резултат не врати назад кон авторитарност, мислам дека таму нема да има ништо, што е најсуштинскиот пораз за... Има информации дека СЈО, специјалното јавно обвинителство, бара специјален суд. Очигледно не може да се решат проблемите во ова судство и би се формирала некаква специјална единица. Но ние така може да направиме паралелна држава. Да имаме паралелно јавно обвинителство, да имаме проблемот е што основните институции не функционираат. Ние мора да седнеме на маса сите политички партии во некаков заеднички формат и мора да направиме генерална реституција на системот. Тоа е невозможно, не знаете сами. Па ако е невозможно, тогаш ќе имаме крпеници, специјално јавно обвинителство, специјален суд, специјална полиција, специјални новинари, специјални аналитичари и така може да направиме комплетно специјална држава. Па и така функционира во моментот во општеството. Така, во моментот така. Добро. Ајде околу избирачкиот список, господине Божиновски. Верувате ли дека е можно покрај сите притисоци, заплашувања, уцени, клиентелизам, кои ги гледавме во бомбите, во прислучкуваните разговори, верувате ли дека е можно да се прочисти избирачкиот список? Зашто да не се Што сме сведоци, зашто не се прочисти избирачкиот список? Значи Ја до сега од сите ова фама што се направи, не знам, имало 100 луѓе на адреса, имало 50 луѓе на адреса, имало 30 луѓе на адреса. Значи, кај е проблемот? Кај би бил проблемот? Проблем би бил доколку се видат две лични карти на еден човек кој што гласал на две различни места. До таква работа до сега не е стигнато. Друго, во Македонија, де факто како и во повеќето држави, може кај нас и поизразено е да е, ние имаме цели населби кои што се безуличен систем и сите се водат на една иста адреса. За тоа треба избирачкиот список да се провери, да се види кај се тие луѓе. Значи, дали ти имаат уличен систем или не, ако он е државјанин на Република Македонија, има право на глас. Еднаш. Тоа е битно. Дека има право на глас еднаш. Доколку се открие нешто друго, тогаш веќе можеме да дискутираме. Добро. Господин Арсовски? Мислам дека власта е вмрижена во сите пори во општеството. Како би се прочистил сега избирачкиот список во вакви услови? Целосно чистење на избирачкиот список е невозможно без попис. Ние сега тоа сме го баталили. И одиме на некаква вештачка, бидејќи пописот е тој кој мери колку луѓето живеат во Македонија. Тој е пресек на оние кои се во моментот резиденти. Имаш уште една алтернатива, Пеџо, извинеш да те прекинувам, активна регистрација. Има активна регистрација, така е. Кој што СДСМ се повлече. Зашто уште не знам. Мислам, јас се обидувам да добијам одговор, не можам да го добијам. Го предложија, го прифатија, мислам дека повеќе дуи се повлече од активна регистрација. Видите, активната регистрација на гласот, че значи дека секој кој сака да го оствари правото на глас, мора претходно да се регистрира. И тоа е најдобра мерка на оние кои се тука. Има голем дел економски мигранти кои дел од годината не живеат тука, дел од годината живеат тука, каде можно е да се појави при таквата активна регистрација на гласот, ќе се појави спорно нивното право на глас. И мислам дека тука оние партии најмногу во албанскиот блок, каде луѓето им живеат надвор, доаѓаат тука на гласање. Како што се откажа и од пописот всушност. Тоа беше една од причините. Сега, мислам дека вкрстената проверка на избирачкиот список ќе покаже
една така доста сериозна бројка на спорни случаи. Таа не треба веднаш да се зема како готова бројка на манипулација, бидејќи во стандардна статистичка операција околу 3 до 6% се грешките. Значи на дактилограф кога дајете да искуца 100 страни материјал, во 3 од тие страни ќе направи грешка. Тоа проектирано на целата популација на Република Македонија над 100.000 луѓе. Чисти грешки. Мислам дека бројките не се важни тука. Прашањето е дали власта, барем на еден случај како што велиш ти, го злоупотребила правото на глас. Еден е премногу. Затоа што вие не можете да мерите, ако власта можела со еден тоа да го направи, можела да го направи со 200.000. Значи, не може тука да мериме дали 10.000 фантомски гласачи се малку или многу, дали 100.000 се малку или многу. Добро, криминал е криминал. Еден е премногу, не само заради тоа. Криминал е криминал. Ти кој ќе провалиш во супермаркет, дали ќе украдеш едно лижавче или 200 чоколада е исто. Значи, проблемот се случува кога ќе... Добро, не е баш исто од друг аспект, но се согласувам. Нека се најде тој еден и после можеме да дискутираме. Апсолутно. Добро. И последното затворено, она поглавје кое требаше да биде затворено, но не е околу медиумите. Иако медиумската заедница и опозицијата инсистира дека треба да се седне на маса и се разговара, очигледно Ван Хауте е проблем, иако не изгледа дека е тоа причината за прекинување на преговорите. Искрено... Што мислите прво за тоа што беше прогласен персона нон грата Ван Хауте од страна на ВМРО-ДПМН? Види, дали има... Очигледно дека имале причина за тоа. Они наведоа, не навлегувам. Немате став? Не навлегувам и не ме интересира искрено Ван Хауте. Мене две работи ми се битни во однос на медиумите. Не ви интересира преговарачот на Европската унија? Не, видете. Првата работа што е битна е тоа што го кажа и Джес Бели после пролонгирањето на изборниот ден, тоа е дека и самите медиуми треба да на некој начин бидат свесни за својата улога во општеството. Но, не значи дека треба само на тоа да остане. Секојаш треба да се дискутира околу законите кои што се однесуваат на медиумите. Но тоа повлека уште една работа. Никако не сме да се очекува дека треба да се прифати и да се бутка некакво избрзано решение. Затоа што не можеме ние за 3 или за 5 дена да ги решиме. И тука кога станува збор за уште една ВМРО-ДПМН имаше 10 трета работа, така да ни се во прашање 3 или 5 дена. Уште една работа. Овој закон е пред се закон за телевизија. Значи, не е за медиуми. Овој закон најмногу се однесува на телевизиите. Сите тие целата дебата околу законот за медиуми всушност беше дебата за телевизиите. Така да и они се најповикани, националните телевизии треба да бидат директно вклучени во процесот и они да си го кажат тоа што го мислат. Затоа што ова се однесува пред се на нив. Процесот треба да продолжи, процесот треба да се потикне. Дури процесот зошто да не решавање на тој процес да биде еден условите за оцена на македонскиот напредок. Но не можеме да очекуваме дека за 3 дена тоа прашање може да се реши. Затоа што и доколку некој може да го притисне естаблишментот да донесе некакво решение, тоа нема да биде многу добро. Односно, да не кажам, ќе биде лошо. Види, решавањето на системскиот проблем со медиумите е дел од критериумите, бидејќи е дел од извештајот на Приве, а извештајот на Приве е дел од критериумите за напредокот за midterm assessment на Македонија. Така што тоа секако е одметнато и мислам дека по тоа прашање не сме го виделе конечниот став од меѓународната заедница. Мислам дека тука треба да се раздели експертскиот дел од медиумскиот систем и политичкиот дел. Мислам дека што се однесува до политичкиот дел имало некаков договор помеѓу партиите тоа да не се отвори сега. Односно, јасна беше пораката на Груевски дека тој не сака да остави ништо на случајност во периодот помеѓу 24 април и 5 јуни. Тој вели, еве го решението, јас сакам ништо веќе да не зависи од мене. Еве го решението за медиуми, еве го избирачкиот список кај СДСМ, бидејќи кај нив е Министерство за внатрешни работи и ДИК. Јас не сакам веќе да има услови кои зависат од мене, за да не се донесам во ситуација дали јас сум ги исполнил или не сум ги исполнил за 5 јуни. И мислам дека барем делумно таа стратегија е прифатена. Односно таа порака е прифатена. Мислам дека има некакви разговори за медиумите, но не очекувам некакви спектакуларни решенија во овој период. А што се однесува до стручниот дел, се е ирелевантно, освен државното финансирање на медиумите и со тоа купувањето на уредувачката политика. Тоа не е процес кој трае долго.
Тоа се решава за 5 минути на маса. Треба да се избере било кој систем кој е пропорционален, бидејќи било кој пропорционален систем дури да не е совршен, е подобар него дискреционо право. На овој медиум не ми се допаѓа да им дам пари, на овој медиум не ми се допаѓа, нема да му дам. Ја искрено се залагам за идејата воопшто да нема никакво државно финансирање, но воопшто да нема никакво финансирање од разноразни некакви NGO организации од надвор кои што пумпаат пари на државата. Има разлика. Треба да се Државата види троши мои пари, Сорос троши негови. Да, ама што со тие пари? Што со тие пари? Што се постигнува со тие пари? Се критикува власта, не, можеби. сепак говориме за медиуми. Медиумот како улога, значи медиумот не е само стопански субјект. Медиумот има и каква улога во креирање на јавното мислење. А оној од надвор кој што го финансира, може да се поклопуваат неговите интереси со интересите на државата. Некогаш, ма некогаш може и не. На која страна ќе повлече он? На интересите на Македонија или за интересите негови или на неговата држава. Така да треба да се остави на пазарот. И пазарот нека реши кој медиум заслужува да опстане, кој медиум не. Пазарот нека одлучи, но не може владата со сопствени пари, со мои пари, да купува нешто што инакој следи бесплатно. Владата може без никаков проблем да донесе закон во кој медиумите ќе имаат обврска на 2 сата 8 минути да емитуваат владни реклами. Без пари. Нема потреба на тоа пари да троши. Како владата донесе декрет со кој сите камиончи кои излегуваат од Македонија мора да залепат Инвест ин Македонија. Приватни, неприватни. И да ја рекламираат владата без пари. Ти кажам, тука се согласуваме само нека се остане на пазарот. Ако се трне државата, јас се согласувам треба да се трнат и сите тие финансиери, донатори. Треба ли да се протера? Или доколку веќе сака некој да им даде пари, тогаш да не биде право на донаторот како он ќе ги дели. Па него јас сакам да помогнам на Република Македонија. Извини. Не важат истите правила. Така ти финансираш пропаганда. Добро да те прашам, во приватна фирма. Тоа ти кажам. Приватна фирма. Тој ли, значи има суштинска разлика, слушајме. Не е медиумот приватна фирма. Не е медиумот приватна фирма. Не можеш организација не троши не троши народни пари, не троши јавни пари. Добро. Не се исти правилата за отчет. Не ти зборам јас за отчет, Значи, ти зборам за влијанието кое што го има медиумот. Па што се, ајде да му забраниме на Телеком да се рекламира. Не, добро. Века малце. Господин Божиновски, момент. Да се протираат странските донатори. Тоа е вашата идеја. Не, Како мојата идеја е онака како што тоа го стори Путин во Русија. Не, мојата идеја е доколку некој сака да даде пари во сектор кој што е од суштинско значење за општеството, а тоа е медиумскиот сектор, точно да се знае како, зашто и на кого се даваат тие пари. И да се види кои се предусловите. А кој ќе одлучува за тоа? Владата ли треба да одлучува? За тоа треба да одлучува одредено тело кое што ќе биде формирано од повеќе тој систем е веќе дефиниран. Како не е? Не. Значи има закон во Македонија што смее, што не смее да се рекламира. Не е Пеќа. Кој како ги дели парите, не. Не, за донации, говори за донации, дека странските донатори не треба да даваат на медиум македонски. Не, значи не треба они да одлучуваат. Кои се тие они? Кој да одлучува? Како бе кој да одлучува? Одлучува тој чии се парите. Полека. Парите на странските донатори се нивни и тие треба да одлучуваат. Парите со кои државата дозволиме да ги прифати. Парите со кои странските донатори финансираат кампањи се нивни. Добро. На странските донатори и тие треба да одлучуваат. Парите со кои државата, владата финансира кампањи се наши. Добро. Ние треба да одлучуваме. Добро. Не е така. За медиумите не е така. Затоа што медиумот, ти кажувам, има општествена одговорност. Не е исто ти дали ќе дадеш помош на одредено NGO и не е исто дали ќе дадеш помош на одреден медиум. Не е исто. Па сега не знам, поистовитуваш дека владата треба да се однесува, на приватна компанија. Еве да му оставиме на пазарот нека одлучи. Не се согласувам. Не може да важат исти правила за владата и за приватни пари. За нешто да не се согласиме. Пазарот да одлучи велите, но се сеќавате на извештајот на State Department, каде што се говори дека компаниите во Македонија се силно притиснати од власта и всушност на тој начин се диктира уредувачката политика. Треба да се види сега, тоа се наводи. Компаниите биле притиснати од власта. Ја, например, знам повеќе компании кои што рекламираат буквално во сите медиуми, биле тие провладени или проопозицијски. Така да, и не гледам дека тие компании имаат некаков проблем. Сега да не ги набројувам. Секоја компанија може да рекламира. Секоја компанија сака да рекламира наму каде што ќе биде нејзиниот производ виде.
Тоа е пазарот. Добро, јас не можам да се согласам дека за владата треба да важат истите правила за отчетност како и за приватните невладини организации или приватните компании. Мислам дека владата има многу посериозна обврска за отчетност, бидејќи работи со туѓи пари. А овие работат со сопствени. Ја не велам дека владата не треба да има отчетност. Треба и те како. Да не се финансира ниту еден медиум, или начинот на кој што се финансира да биде договорен заедно со самите медиуми. Во ред, ама ти викаш истото да важи и за меѓународните организации или за Велам невладините истото, треба да се води сметка кој и зашто и како дава пари, на кои медиуми дава пари од надвор. Тоа само велам. Не дека треба да се прекине со тоа, него треба да се има одредена контрола. И тоа не да биде владина контрола. Тука треба да вклучени сите играчи кои што се дел од медиумската Јас сфера. благодарам што бевте гости. Благодарам за поканата. Благодарам на вас.